Саботно издание на регионалните вести. Сообраќајниот хаос целосно ги парализира градските булевари во градот. Најавеното зонско паркирање, велат експертите, нема да го реши проблемот со гужвите. Потребно е растеретување на сообраќајот со нови обиколници за влез и за излез од Тетово. Паркирани автомобили на тротоари, на пешачки премини, блокирани градски булевари каде едва функционира една лента. Сообраќајот во градот и годинава со доаѓањето на печалбарите целосно се парализира. Тетовци велат дека нема доволно паркинг плацеви, па автомобилите се паркираат на секаде низ градот, создавајќи хаос и гужви. Сад време чекам тука да излезем, не можем да излезем. Зошто не можете? Колата е паркирана тука и јас тука не можем да излезем од тука. Се, 3 пати се вртив. Требам нешто пазар да земем и едва и тој кај најдев едно празно место го паркирав колата. А нашата градоначалничка, господјата Теута Арифи, им вели вака, нема дупки во улиците. Паркплаци имаме доволно, каде имаме? Значи, ме народ да сме будали, само тие се паметни. Од општина Тетово велат дека до крајот на месецот во градот ќе се воведе зонско паркирање со кое ќе се воспостави ред во сообраќајот. Определени се 900 места затворени паркинзи и 1900 отворени паркинзи што се низ булевардите на општина Тетово. Сообраќајните експерти велат дека зонското паркирање нема да го реши хаосот низ градот. Тие сметаат дека е потребно да се изградат обиколници за влез и излез од Тетово, со цел да се растерети сообраќајот во централното градско подрачје. Значи, центарот на градот треба максимално да се релаксира од огромниот механички прилив кој што моментално влегува точно до центарот, односно до средишниот кружен тек. Инаку зонското паркирање мислам дека само по себе само ќе придонесе за пополнување на некоја дупка во општинскиот буџет. Ако суштината на тоа зонско паркирање е ограничување на времетрањето на паркирањето, тогаш по мене постои ризик да се направи уште поголема гужва, затоа што контролорите ќе ги бркаат возачите што ќе паркираат повеќе од определеното време и ќе настане во центарот на градот уште поголема гужва во обидите на шоферите, односно на возачите, на сите нас, во крајна инстанца да најдеме друго паркинг место повторно во центарот на градот. Потребно итно воведување на јавен превоз, додава Тасески. Дополнително според него во овој период од годината поради зголемената фреквенција на возила треба да се воведи посебен сообраќаен режим. Советот на општина Тетово неодамна донесе одлука тешките товарни возила да не го користат градот како транзитна зона, туку да поминуваат низ алтернативни сообраќајници. На сила стапи одлуката за достава на стока до маркетите до 8 часот. Ваквите забрани останаа само на хартија. Шлеперите денеска слободно сообраќаат низ Тетово, а комбињата разнесуваат стока во текот на целиот ден. Градското јадро на Гостивар ќе се унифицира. Општина Гостивар до крајот на годинава ќе ја заврши постапката за избор на идејно решение, според кое ќе им се даде нов изглед на објектите во центарот на градот. Изгледот на централното подрачје во Гостивар ќе се унифицира. Објектите во градското јадро во иднина ќе имаат иста фасада. Општина Гостивар доби зелено светло од Советот за започнување на процедурите околу изработка на идејно решение според кое ќе се обликува новиот изглед. Наскоро ќе биде објавен јавен оглас за избор на фирма проектант. Се работи за изработка на проект согласно Закон за градење член 67 и 67а, со кој советите на општините може да поднесат иницијатива за изработка на план за изгледа на фасадите на објектот, исто така и за плоштадот на градот Гостивар. Со тоа ќе утврдиме точно како ќе изгледат фасадите на тој останат историски дел на градот. Се работи чаше си кажем, значи од рекорд до центар, од центар до кај Шарич во Челницата и од центар до кај Сад Кулата. Во тој дел точно ќе се прецизира како ќе изгледат објектите, иако има веќе завршена поставка во конзерваторскиот центар во Гостивар за изработка на 9 фасади во тој дел. За понудените опции за нов изглед на фасадите ќе одлучува посебна комисија, а во изборот најверојатно ќе бидат вклучени и граѓаните преку јавна расправа. За реновирање на надворешноста на објектите парично ќе помага и општината, доколку собствениците не можат сами да го поднесат финансискиот товар. Само финансирање од страна на општина Гостивар за санирање на тие објекти за кои ќе се сметат дека се премногу оштетени, а собствениците на објектите немаат материјални средства да го санираат.
Според најавите, тендерските процедури би требало да завршат до крајот на годинава, а со работа на терен да се започне во 2016-та. Уредувањето на централното градско јадро се очекува да придонесе за поубав изглед со изедначен стил на фасадите. Во северозападна Македонија последниве години се бележи континуирано намалување на бројот на бесправно изградени објекти. Лани во општините Желино, Теарци и Егуновце не е регистрирана ниту една дивоградба, а во останатите вкупно биле регистрирани 102 дивоградби. Континуирано намалување на бројот на бесправно изградени објекти според податоците на Државниот завод за статистика се бележи последниве години во северозападна Македонија. Ако во 2012 година во Полошко и Мавровско имало вкупно 115 дивоградби, во 2013 имало 108, во 2014 година вкупно биле регистрирани 102 дивоградби. Во општините Желино, Теарци и Егуновце лани не е регистрирана ниту една дивоградба. Општина Тетово предничи по бројот на бесправно изградени објекти, односно вкупно 54, што е половина од вкупниот број во северозападна Македонија. Според податоците на Државниот завод за статистика на Република Македонија, најмногу од дивоградбите биле надградби и доградби, односно 23 случаи, 7 биле огради, 5 објекти за домување, 5 гаражи. По Тетово следуваат општините Боговиње и Маврово и Ростуша со по 12 бесправно изградени објекти минатата година. Во општина Боговиње лани регистрирани се двојно помалку дивоградби од 2013 година, најмногу биле бесправно изградени огради и помошни објекти. Во општина Маврово и Ростуша најмногу бесправно биле изградени објекти за домување и огради. Во општина Врапчиште лани имало регистрирано 10 дивоградби, што е 3 пати помалку од годината пред тоа. Најмногу од дивоградбите биле објекти за домување. 9 бесправно изградени објекти во 2013 година и тоа најмногу огради и помошни објекти биле регистрирани во општина Врвеница. Во општина Гостивар пак лани се регистрирани вкупно 5 дивоградби, што е за половина од регистрираните дивоградби во 2013 година. Во Гостивар најмногу бесправно се граделе објекти за домување. Инаку единствено во општина Тетово е регистрирано само еден случај на бесправно изграден деловен објект, додека на ниво на Македонија бесправно изградени деловни објекти се на трето место по бројност. Според податоците на Државниот завод за статистика, во текот на 2014 година на територијата на Република Македонија се регистрирани вкупно 1075 бесправно изградени објекти. Овошјето и зеленчукот поевтинија за 20 до 30 денари, но купувачите и понатаму незадоволни, велат дека кога нема пари се е скапо. За само неколку дена цените на земјоделските производи на Тетовскиот зелен пазар паднаа за 20 до 30 денари. Како што навлегуваме во потоплиот период на годината, со наглото зреење на градинарските култури паѓа цената на зелените пазари на големо и на мало. Како секоја година, така и оваа цените се дополнително намалени и за време на рамазанскиот пост. Цените паднале. Многу пониски се цени сега него порано. Беше подлежено од 50, сега е 30, тоа е тоа. Зелка беше, не знам, 50 денара пред месец дена, сега 20 денара, 20-15, тоа е. Нема народ паре, тоа е. Ту е, секојаш беше 4-5, данас е 20-30 е патиџан. Пипер 50 динара, тоа е. Купус 15 динара, само да луѓе да јадат, да има што да земају. Било што све се троши, цене со многу ефтини, патиџан, пипер, тоа е краставци, тоа е купус, тоа основна храна е, тоа е највише се троши. Цените се добри, не се скупи, народот нема паре. Што да правиме друго? Тоа е. Од преходно било поскупо од на ова година сезонската. Лани била 50-60 динари до патлиџанот. Денес сега е 30, 25, 40. Ама народот нема паре. Слабо. Тоа е. Што најмногу се купува? Тоа зависи од народот, што да ви кажем. Зависи што јела, што пијат. Патлиџан, пиперки, краставици и тоа. И покрај пониските цени на овошјето и на зеленчукот, купувачите незадоволни. Велат кога се нема пари се е скапо. Па ми не сме задоволни. Тешко се излага денарот.
Долгиот ден остава поголем простор да се пазарува, бидејќи наутро припадниците на муслиманска вероисповед одмораат подоцна. Купувањето го одложуваат за попладне. Најмногу конзумираат салати како полесна храна. 3 лица грабнале жител на Форино. Физички го нападнале, му се заканувале, а потоа го пуштиле. Во полицијата вчера пријавено е дека на 18 јуни околу 23 часот на наплатната рампа Тетово, додека 51 годишен жител на гостиварско Форино плаќал патарина. Патот му го попречило друго возило од кое излегле 3 лица, од кои 2 од Гостивар и 1 од Тетово, и го внеле во нивното возило пошто се упатиле кон Тетово, информираат од Министерството за внатрешни работи. Истите физички го нападнале и му се заканувале по неговиот живот и животот на неговото семејство, доколку не го врати паричниот долг на едно од лицата. 51 годишникот бил задржан и по некое време пуштен, пошто случајот го пријавил во полиција. Од МВР информираат дека се преземаат мерки за целосно расчистување на случајот. Жителите на општина Јагуновци ќе имаат можност да се информираат за условите за инвестирање во земјоделието со средства на ИПАРД програмата поддржана од владата на Македонија. За условите, потребните документи за аплицирање на оваа програма, земјоделците ќе бидат советувани денес во 19 часот во просториите на основното училиште во село Јанчиште. Преку јавна презентација, жителите на општина Јагуновце во сабота на 20 јуни со почеток во 19 часот во просториите на училиштето во село Јанчиште ќе се информираат за инвестирање во земјоделието со средства од ИПАРД програмата за неповратни средства, програма поддржана од владата на Македонија. Советувањето ќе го одржат експерти од лиценцирана консалтинг куќа од Скопје овластена за оваа дејност, кои ќе зборуваат за условите и потребните документи за аплицирање на оваа програма. Со оглед на тоа дека во оваа општина планирана изградба на ладилник, односно откупен центар со акцент откуп на малини и други земјоделски култури, се повикуваат сите заинтересирани земјоделци кои би сакале да инвестираат, а немаат доволно финансиски средства, да дојдат на оваа презентација со цел да се запознаат со условите и се што ги интересира околу ИПАРД програмата. Македонија е жртва на неодлучноста на Европскиот совет на одлуките на некои кои не мислеле на последиците од нивните одлуки, порача македонскиот председател Ѓорѓе Иванов на сесијата Балканска шаховска табла, дали влогот е целосна и слободна Европа. Во рамки на безбедносниот форум што се одржува во Братислава, меѓу главните теми беше и Република Македонија. Време е да ги користиме вистинските зборови за да ги опишеме состојбите. Република Македонија е жртва на неодлучноста на Европскиот совет на одлуките на некои кои не мислеле на последиците од нивните одлуки. Во голема мера денешните состојби се резултат на предолгото држање на Македонија во чекалницата. Не барам алиби за состојбите и кај нас има вина, истакна председателот Ѓорѓе Иванов. Иванов потсети дека Република Македонија има добиено 6 позитивни препораки за членство во Европската Унија, а со 16 акцијски планови за членство во НАТО, македонската е најпроверената армија во историјата. Тој покрај другото потсети и дека ланскиот септември во Советот на безбедност на Генералното собрание на Обединетите нации побара на Балканот да се создаде центар за антитероризам, затоа што земјите членки во НАТО и Европската Унија од Балканот имаат информации и соработуваат. Ако Европската Унија и НАТО не го пополнат вакуумот на Балканот, тоа ќе го направи некој друг. НАТО и Европската Унија ја немаат завршено работата на Балканот. Чекалницата е најнеупотребливо место. Безбедноста на Балканот не треба да се зема како готова работа. Може да се повтори минатото. Потребни се похрабри пораки и појасна перспектива од Европската Унија за Балканот, се вели во заедничкиот заклучок на председателите на Македонија и на Хрватска, министерот за надворешни работи на Унгарија Петар Сијарто и поранешниот еврокомесар за проширување Штефан Фуле по сесијата Балканска шаховска табла дали влогот е целосна и слободна Европа.
Илегални мигранти од Сирија, Афганистан, Судан, Пакистан ги товареле во возила на границата од Грција и ги транспортирале низ Македонија до српската граница. Бизнисот на криминалната група која дебело им наплаќала на илегалните мигранти за превоз низ државата, утрово ги растори полицијата. Дел од криминалната група која подолго време низ земјата криумчарела мигранти од земјите на Блискиот Исток и Северна Африка е уапсена околу 5 часот. Транспортот што го пресретнала полицијата бил кај Кумановското село Доброшане. Приведени се неколкумина, а мигрантите кои биле затекнати во возилата се згрижени. Од МВР велат дека биле извршени претреси во десетина објекти, каде биле најдени поголема група мигранти кои чекале за транспорт до српската граница. Групата со ваков нелегален бизнис се занимавала подолго време, велат од МВР. За една недела ова е втора голема полициска акција за спречување на криумчарење мигранти. Русија ќе го брани имотот во Франција и Белгија по правен пат преку судски постапки, изјави рускиот председател Владимир Путин. Не може да нема реакција на задржување на имотот, ние ќе ги заштитиме нашите интереси, истакна Путин. Според Путин, заштитата на интересите на Русија ќе биде преку судски постапки, како што е случајот со швајцарската компанија Нога. Франција и Белгија ги замрзнаа руските сметки како дел од напорите за извршување на судска одлука за обештетување на акционерите на нафтената компанија Јукос. Според Путин, судот во Хаг, каде е донесена одлуката, нема надлежност во однос на Русија. Американскиот председател Барак Обама денеска изјави дека убиството на 9 лица во Афроамериканската црква во Чарлстон покажува дека расизмот се уште е присутен во Америка, како и дека постои потреба од подобро законодавство за контрола на оружјето. Очигледните мотиви на напаѓачот покажуваат дека расизмот останува болест на американското општество, против што треба заедно да се бориме, изјави Обама на конференцијата во Сан Франциско. Обама ги критикуваше оние што го обвинуваат дека ја политизира трагедијата со тоа што зборува за построги закони за поседување на оружје. Дилан Руф го призна делото дека е сторител на најголемото расистичко убиство во САД во изминатите неколку децении, убивајќи 9 лица во средата во црковна заедница во Чарлстон, јави CNN. Најмалку 10 лица се убиени во напад на дистрибутивен центар за пиво во близина на Монтере во Мексико, соопштија денеска мексиканските власти. Нападот е извршен синоќа од непознат број вооружени напаѓачи во градот Гарсија во Нуево Леон. Групата влегла во центарот и отворила оган на сите кои биле присутни, изјави државниот обвинител Хавиер Флорес. Според Флорес, 7 лица починале на самото место, а 3 подоцна во болница. Флорес нагласи дека во дистрибутивниот центар се пронајдени оружје, муниција и пакети дрога подготвени за продажба. Бројот на жртви од труење со алкохол во Индија достигна 74 лица, а над 20 се хоспитализирани, откако во петокот пиеле отровен алкохол во сиромашен кварт во индискиот бизнис центар Мумбај, соопшти денеска локалната полиција. 5 лица моментално се во притвор, а 8 полицајци се суспендирани поради негрижа во борба против домашното производство на алкохол. Трагични случаи од труење со алкохол во Индија се чести, бидејќи сиромашните не можат да си дозволат лиценциран алкохол, а илегалното производство често вклучува метанол и токсични хемикалии. Најмалку 18 лица загинаа, а 4 се исчезнати во силното невреме што ги погоди јужните кинески провинции во текот на изминатата недела. Бурите во текот на изминатите 48 часа во неколку градови оштетија над 8000 домови, додека десетина илјади луѓе беа принудени да ги напуштат своите домови. Денес имавме променливо облачно време со сончеви периоди и со повремени врнежи од дожд. Утринската температура се движеше од 10 до 16, а дневната од 20 до 28 степени. УВ индексот изнесуваше 7. За утре метеоролозите прогнозираат променливо облачно време, предпладне со повремен локален дожд и појава на ретки грмежи. Утринската температура ќе се движи од 10 до 17, а дневната од 19 до 27 степени. УВ индексот ќе изнесува 6. Временската прогноза беше последната информација за овие регионални вести. Пријатно!